Студентарија се појави како обид да ја пренесеме студентската реалност и сите оние убави, забавни, но и фрустрирачки моменти кои што доаѓаат со животот за време на учењето, за време на полагањето. На сите им кажувам задолжително барем една година во текот на своите студии да престојуваат во студентски дом. Работите и лекциите што ќе ги научат таму не можат да се научат на друго место. Субвенционирани од студентски оброк, тоа е државна мерка. Оваа мерка почна да се спроведува преку Шпарка банка. Заработката доаѓа од проактивноста. Прва финансиска лекција за сите студенти е да научат како да заработат. 85% од студентите или секојдневно или по потреба користат ChatGPT и слични AI алати. Содржините на студентарија ние не ги создаваме сами, туку ги создаваме заедно со публиката. Кога постоите 7-8 години, многу е полесно да добивате точни и прецизни информации затоа што вие си ја познавате публиката и публиката ја познава вас. Ворете да се менуваат работите и генерациите, треба да ги следиме и да се адаптираме на нив. Што може да работи еден студент? Авиобилет за европска дестинација ќе добие еден од вас, а се што треба да направите е да ги пишете во коментар омилените говорници и европската дестинација која сакате да ја посетите. Доколку ви се допаѓа што го врти светот, стиснете subscribe и like. Здраво Гоша, што го врти светот? Идеите и визиите на луѓето и амбициите. Мислам дека најчесто одговор на ова прашање сигурно е парите, но и за да можат парите да го вртат светот, потребни се нечии визии и амбиции за како тие пари да го свртат. Се сложувам, очекував студентите, ама добро. Ќе ти поставам кратки прашања, дај ми кратки одговори, значи или. Меме или новинарски текст? Новинарски текст, затоа што влегува преку глава и останува во глава, додека мемето влегува преку срце и останува во срце, така што и двете. Живот во студентски дом или во изнемен стан? Студентски дом со цимери секако. Секогаш со цимери. Студентски оброк или студентска забава? Студентскиот оброк не го менуваме и не го даваме за ништо, но младите не смеат и не треба да заборават да се забавуваат. Така е. И последно прашање, овој пат ќе имаме 4. Кажи ми, приватен или државен факултет? И двете, и приватен и државен. Квалитетен? Квалитетно секако. Добро. Сега, за оние кои што не знаат, доаѓаш како представник на Студентарија, нешто што веројатно почнало како Инстаграм профил, меѓутоа прерасна во една од најголемите студентски и младински заедници кај нас. И на вистина сте цело време на терен со младите и се што се случува, особено со студентите. Како почна Студентарија? Ти ја почна како основач, меѓутоа од каде беше идејата и потребата да се случи? Беше студент, се бореше со нешто, не знам. Што те натера да направиш еден профил каде што ќе може студентите да доаѓаат за помош? Така, Студентарија се појави како обид да ја пренесеме студентската реалност. И сите оние убави, забавни, но и фрустрирачки моменти кои што доаѓаат со животот за време на учењето, за време на полагањето, за време на чекањето на стипендија или аплицирање за стипендија. Така што се појави во време кога немаше нешто такво во нашата држава. Ја создадов од соба во студентскиот дом Гоце Делчев, додека бев студент, мислам дека бев втора година на факултет во 2017 година, така што постоиме веќе годинава ќе прославиме 8 години постоење. Честито. Благодарам. Во периодот кога се појави, тогаш Инстаграм почна да станува доминантна платформа помеѓу младите и тогаш почна она префрлување или преселба од Facebook како доминантна платформа, тоест веќе течеше, но тогаш баш се случи главната транзиција на младите на Инстаграм. Од прилика тој период скоро ја имаше откупено и Мета, компанијата која што стои позади Facebook. Така што Инстаграм почна да нуди навистина одлични можности за сите креатори таму. Јас
имав прилика да бидам дел од друштво кое што некако го виде потенцијалот на Инстаграм уште од самиот почеток и во сите тие наши дружби во студентските домови постојано се зборуваше, они почнаа да создаваат Инстаграм профили, Инстаграм страници, но некако целија кон глобална публика. Идејата им беше, нели знаем, истото се правеше и со Facebook страниците, ќе се достигне, не знам, неколку десетици илјади следбеници или неколку стотици илјади следбеници, потоа тие ќе се користат за промоција, маркетинг или дури ќе се препродадат. Така што моите другари правеа профили и страници на англиски јазик. Мене тоа не ми беше толку интересно, дури ми беше и досадно. Дополнително и конкуренцијата беше голема таму, така што јас сакав да создадам нешто што ќе биде автентично и што ќе биде македонско, затоа што тогаш доправа почнаа да стануваат активни вакви заедници и профили како студентарија. И самото тоа, ете што бев студент, сватив дека јас како студент во Македонија и моите колеги и другари кои што се дел од мојата генерација, содржините поврзани со студентскиот живот и со академскиот живот ги следевме од српски страници или англиски страници. И сега, нели, голем дел од проблемите и предизвиците на студентите се исти, заеднички за сите во целиот свет, но сепак си имаме нешто што е соодветно, нели, посебно за нашата држава, за Македонија. Така што си реков, ете, на мене како студент и на моите колеги ни недостасува нешто вакво, така што јас ќе направам страница за студенти. Така што и се појави името студентарија меѓу многу кои што ги размислувавме. И полека почнавме да си растеме. На почетокот... реално имате многу голем раст изминативе години, ама јас, например, пред неколку години дознав за студентарија, не знаев дека постои 8, што и не се така малку. Ти веќе и не си студент, може ќе се вратиш. Повеќе не сум студент, да, но некако мислам дека сите кои што имат младешка енергија се чувствуваат како вечни студенти. Но студентарија тука за студентите, нашите содржини сега кога ги прават и ги предлагат и студентите, ќе зборуваме нели повеќе за ова, но сакав да кажам дека кога се појави, кога ја создадов студентарија, ја создадов можеби повеќе за споделување на оној забавниот дел од студентскиот живот, некако забавни содржини, нели, слики, мемиња, видеа и слично. Немавме идеја дека еден ден ќе прераснеме во најголемата студентска платформа во Македонија и најголемиот пријател на студентите во Македонија. Едноставно имаше идеја и потреба да се пренесе студентската реалност на Инстаграм и да се споделува, затоа што нели сите сме заедно во ова. Но со тек на време, како што се одвиваа работите, се појави уште една друга потреба, а тоа е во македонскиот информативен простор недостасуваше малку поголемо застапување на студентите. Ете, јас кога сум бил студент, особено традиционалните медиуми, студентски теми се покривале, да речеме, само на почетокот на академската година, кога се уписите, кога почнува првиот академски час, тогаш стануваат актуелни темите студенти, универзитети, факултети и слично, и можеби повремено за некој проблем во студентските домови ќе се информираше и мислам дека некако беа малце запоставени, но пресвртната точка во која што јас си реков како основач на студентарија, окей, студентарија од денес наместо само профил кој што ќе ги анимира и ќе ги забавува следбениците, ќе почне да информира и ќе ја добие она активистичка улога, беше во момент кога јас како студент ја почувствував трулоста и абсурдноста на системот во нашата држава. А тоа беше кога? Тоа беше во 2090 година. Ова приказна имам споделено во друга емисија, ќе ја споделам и сега. Бев студент, и уште представував нели во студентскиот дом Гоце Делчев, почина татко ми во јануари 2019 година и сега во конкурсите за прием на студенти во студентски домови има една точка која што јасно вели дека доколку студентот доаѓа од едно родителско или од самохрано семејство, на пример едниот родител починал или пак и двајцата родители се починати, тогаш тој студент е ослободен од плаќање партиципација за во студентскиот дом. И сега во тој период, нели среде таква трагедија, шок за целото семејство и тешко е за сите, сакав да си го остварам ова право, мислам не за друго, затоа што ете е право кое што мене како студент што се нашел во таква ситуација ми следува, треба да си го остварам. Патот до остварување на тоа право беше доста долг и доста тешок, тропање на десетици врати во најмалку 3 институции во студентскиот дом каде што бев сместен, значи Гоце Делчев, потоа во државен студентски центар Скопје, институцијата која што е надлежна за сите студентски домови во Скопје, за на крај да стигнеме до Министерството за образование и наука, затоа што ете некако не се знаеше кој е надлежен за да го реши проблемот.
И на крај добив информација во Министерството за образование и наука на 11 кат, каде што и ден денес се наоѓа одделението за студентски стандард. Добив информација дека комисијата која што решава по вакво прашање дали некој ќе биде ослободен, се состанувала само еднаш во годината, некаде во септември. Значи тоа е комисија која што е составена од 5 или 6 вработени во Министерството за образование и наука, дел од тоа одделение за високо образование и студентски стандард. Таквата комисија не може да се договорат да седнат на состанок и да одлучуваат во вакви прашања, а башка освен мене имало уште десетина вакви барања, студенти кои што нели се нашле во таква ситуација. Сега тоа не е нешто кое што некој го посакува или очекува дека ќе му се случи. Апсолутно никогаш. Така што последниот пат моето трето одење во Министерството за образование и наука, кога повторно отидов да прашам што ќе се случува со моето барање, зашто уште не можам, тоа беше недели и недели откако почина татко ми. Сега не беа можеби кој знае колку средства, но во таква ситуација секој денар е значаен. Апсолутно е значаен и постои тоа право и се ставило во закон затоа што веројатно има потреба од таква нешто и не треба да се реализира еднаш годишно на состанување на одредена група, особено за нешто што е толку непредвидливо и тешко е веројатно во такви моменти, тешко ти е било што да направиш, а камоли во 20 институции да трчаш и да бараш да си го оствариш правото кое што по закон ти следува. Знаеш како државата предвидела дека треба да им помогне на таквите студенти, но ете оние кои што се одговорни за спроведување на системот во пракса, некако го запоставиле тоа. Така што последниот пат добив одговор дека ете не може да се состане комисијата, дека ме разбираат, но дека нема што да се направи. И јас останав буквално останав да стојам во канцеларијата, бев без зборови, само молчев и ги гледав и бев тотално разочаран од одговор нели што го добив и ја прифатив реалноста и нели вистината дека тоа е тоа. И во тој момент пред одење ме викна една вработена која што беше присутна во канцеларијата, беа некаде 10 луѓе, мислам дека сите си има посебно биро. Ме викна жената, ми вели момче дојди. Јас сум вели Джемиле и се најдов во слична ситуација како тебе. Сопругот ми почина неодамна, набрзо после тоа го загубив и свекорот, а имам мало дете и многу добро знам во каква ситуација сте се нашле вие дома и затоа јас ќе се потрудам да ти помогнам. Јас велам, добро, окей. Си отидов во студентскиот дом, утредента ми се јави Джемиле да ми каже дека комисијата конечно се состанала, одлучиле по тоа прашање и дека освен тоа што мене ме ослободуваат од плаќање поради целиот тоа тропање на врати од моја страна постојано, одлучиле сите десетина студенти, мислам дека некаде беа кои што се нашле во слична ситуација да им биде овозможено тоа право. Така што во тој момент јас си реков, окей, јас имам платформа каде што студентите ми се на таргет публика, каде што објавуваме забавни содржини за студенти, ќе си поставам нова цел зашто нам освен забавни содржини да не се фокусирам повеќе и на вакви ситуации, односно да информираме и да се залагаме за подобра положба и подобар стандард на студентите. И затоа студентарија денес го прави тоа што го прави и нема да дозволиме ниту еден студент да се најде во ваква ситуација во која што тогаш се најдов јас, а ако се најде во ваква ситуација, секако тука сме да им помогнеме што поскоро да излезат од тој лавиринт. Секоја чест прво за одлуката да се искористи платформата за добро, за поддршка на студентите, затоа што младите навистина кај нас недоволно се слушнати, а имаат што да кажат, најчесто не доаѓаат и не зборуваат од некоја политичка или друга позадина, туку затоа што навистина имаат одредена потреба за нешто, како во овој случај. Прво жалам што морало во таква ситуација тоа да го одлучиш, но од друга страна секоја чест што си одлучил да на некој начин искуството свое да го искористиш за да им помогнеш на другите, тоа е голем плюс, особено во држава како нашата, кај што често луѓето си викаат, па јас поминав вака, нека помине и другиот слично. Така што тоа е многу важно, а често зборувате и за состојбите во студентските домови. Ти кажа дека си бил во Гоце Делчев, од една страна ситуацијата како живеат младите во студентски дом не е идеална кај нас, навистина може да биде многу подобро ако ги гледаме
дури дел од соседните држави, да не зборуваме за европските држави и студентските домови таму. Меѓутоа, од друга страна, јас сите што ги познавам и што ми се блиски и другарки и другари од било кој друг град од Скопје сакаат да живеат во студентски дом. Може ли малку да ми објасниш за животот таму? Што значи живењето и функционирањето во една таква голема заедница на студенти и на млади? Живењето во студентски дом е многу убав период од животите на сите кои што имале прилика да го искусат, и јас и ден денес кога ќе разговарам со актуелни студенти или идни студенти, на сите им кажувам задолжително барем една година во текот на своите студии да престојуваат во студентски дом, затоа што работите и лекциите што ќе ги научат таму не можат да се научат на друго место. Сега ако земам да правам споредба во однос на, не било толку одамна нели кога јас сум бил студент, споредба на ситуацијата каква била тогаш во домовите и каква е сега, некои работи мора да признаеме дека се подобрени, но од друга страна има и нешта кои што се многу полоши од што биле тогаш. Например, во времето до пред 5 години, всушност во Скопје функционира 5 државни студентски домови кои што можеа да примаат, мислам дека и над 5000 студенти. Денеска функционираат само 3 од нив, така што можностите на студентите од натрешноста кои што доаѓаат да студираат во Скопје се намалени, нема место за сите, па затоа голем дел од нив се принудени да престојуваат нели во станови, а со самото тоа да плаќаат и повеќе. И многу се поскапи од пред 5 години становите кои што може да се изнемат. Јас помнам дека имаше да се изнеми нормален пристоен стан и за околу 150-200 евра кога јас студирав. А сега тие цени реално ретко каде во Скопје постојат, и ако постојат, тоа е тешко за студент да се смести таму затоа што или му е далеко од факултетот, или тешко се стигнува, или е неповрзано со центарот на градот, а како млад човек сакаш да живееш блиску до центарот, и студентските домови баш се некако така добро распоредени и за оваа работа. Да, и интересна забелешка, цените на становите порасна, додека сумите што ги плаќаат студентите во студентските домови со години не се променети. Добре, и до пред 10 години плаќале студентите околу 3500 денари, и денеска плаќаат, тоа е просечната цена месечно за сместување и хранарина. Сите експерти велат дека треба, затоа што трошоците реални на студентските домови се зголемени, сигурно, а добиваат исти средства нели од бројот на студенти, секогаш нели примале изброј на студенти како што примаат и сега, финансиите им се намалени, така што товарот тука паѓа повеќе на државата, и тоа е всушност она што студентите се залагаат, да не падне товарот на нив, туку да падне државата да го покрие. Но Државниот завод за ревизија во извештај што го објави минатата година забележа, и тоа прилично сериозно, дека средствата што државата ги одвојува не се доволни, и дека може да настане сериозен проблем со плаќање на сметките, квалитетот на храната и така натаму, така што ова е прашање што треба да видиме нели како ќе се реши понатаму. Ние како студентска платформа ќе инсистираме студентите нели да не бидат засегнати, но да се навратам на прашањето што е подобро од времето кога јас сум бил студент. Например, подобро, студентите денеска имаат малку поквалитетна храна и повеќе избор на јадење. Во времето кога јас бев студент, например, прва година престојував во студентскиот дом Стив Наумов, во деновите кога ќе имаше стек и ориз, ние студентите тогаш се чувствувавме како богови. Вечерата ќе почнеше да се сервира, да речеме, од 17 часот, и веќе во 16:45 имаш редица од 50-60 студенти кои што чекаат на ред да дојдат за да земат стек, затоа што имаше стек можеби за првите 100 студенти, додека сите останати треба да го јадат она што потоа ќе остане, најчесто беше грашок или боранија, да. Додека денеска студентите имаат во најголем дел нели од студентските домови имаат избор и можат да бираат, да речеме, имаат 2 или 3 менија и можат да изберат, и колку што знам јас имаат и салата и десерт со секој оброк, така што мислам дека од аспект на хранливите вредности сега е многу подобрена ситуацијата од наше време, но тоа не значи дека е доволно и не значи дека треба уште да се работи, особено затоа што има голема разлика од квалитетот на престојот во домовите во Скопје и во студентските домови кои што се од внатрешноста на државата, во Штип, во Битола, во Прилеп, во Охрид и така натаму. Тоа што е добро е што конечно после години и години почна иницијатива за реновирање на студентските домови, затоа и 2 се затворени сега, и најавено е државата веќе со години најавува дека ќе бидат реновирани сите 9 студентски домови кои што се во капата на државата. За убавината на животот во студентските домови, за кој што беше и прашањето,
Зошто ги советувам сите? Затоа што, како што кажав, таму се учат лекции кои што е тешко да се научат на друго место. Прво ти се осамостојуваш со самото тоа што го напушташ местото, го напушташ домот и местото на живење, градот каде што си растел 18-19 години, одиш да живееш во друг град. Се учиш, почнуваш да ги учиш првите лекции за стекнување независност, осамостојување, почнуваш да ги учиш првите финансиски лекции, значи имаш буџет на располагање, треба да научиш како да го изменаџираш тој буџет за да не бараш пари постојано од дома. Секако тука се и дисциплината која што ја учиш, и самото тоа живење во заедница е толку убаво затоа што мораш да ги почитуваш луѓето кои што ти се соседи, кои што живеат од другата страна од твојата соба или живеат позади твојата соба, да делите интернет, да делите кафе, да делите се што е за јадење и пиење. Така што да, еве уште еднаш ќе упатам и од тука апел до сите оние кои што се студенти. Мислам дека е добро барем една година да искусат живење во студентски дом, а останува нели на државата да се погрижи да тие услови во студентски дом бидат многу подобри од што се сега. И јас се надевам дека конечно ќе станат подобри. Долго време се зборува за условите. Главно имаше големи критики за храната, ама ете тоа се подобрило, што значи дека со големо присуство на темата во јавност ќе се подобрат, верувам, и другите услови за живење во студентските домови, за да можат сите да го искусат она што го спомна. Мене ми беше интересно посебно за личните финансии, дека навистина кога почнуваш да живееш сам, без разлика каде, мораш да некако да се информираш околу финансиите. За жал, не се доволно информирани младите за личните финансии преку образовниот систем до факултет. Тоа е нешто што треба да кажеме до 18 години, барем некои основи да знаеме. Не знаеме и тука мораме да си го признаеме сите тоа. Интересно ми беше кога ти ми спомна дека дури и имало дилеми во почетокот на уписите за факултет, кај дел од студентите што е трансакцијска сметка, наспроти тоа што е број на картичка за, нели, на дебитна картичка. Так. Кажи ми малку повеќе за тоа, кои се тие барања во врска со финансии, кои што вие можете да им помогнете преку студентарија да ги решат, да ги разберат, дали имате таква комуникација малку со нив. Затоа што личните финансии за секој студент, особено од кога ќе почнеш со студии, се предизвик. Да, кога почнуваш да живееш сам во друг град, многу брзо почнуваш да ја добиваш првата лекција за финансии, затоа што и парите што претходно ти изгледале малку, сега знаеш дека се многу, а се трошат за толку кратко време и буквално за неколку денови. Делот со неразбирањето на разликата помеѓу бројна трансакцијска сметка и бројна платежна картичка го свативме кога се аплицираше за стипендија, кога МОН го дигитализираше процесот на аплицирање. Тоа траеше некаде 2-3 години, беа потребни за најголем дел од студентите да ја сватат разликата. Првата година ние почнавме во инбокс да добиваме прашања од студенти, ќе ни ги сликнат картичките, значи ова е нешто што не треба, не смеат да го прават, да праќаат слики од своите дебитни картички, ќе ни ја пратат кај нас, мислам, ние нема да го злоупотребиме тоа, нели, но не е безбедно, тоа е една од главните лекции што треба да се знаат. Ќе ни ги сликаат дебитните картички, ќе не прашат, ќе го заокружат, нели, бројот на картичката. Извинете, дали ова е бројот на трансакцијската сметка? И ние ќе им одговориме, не, тоа е број на картичка, не треба да го споделувате со никој, бројот на трансакцијската сметка, и ќе им објасниме, нели, каде можат да го најдат. Добивме можеби десетина вакви прашања во рок од неколку дена, но мислевме дека се неколку поединечни случаеви, се додека не ни се обратија, не ни пристапи од Министерството за образование и наука, затоа што фала Богу конечно ја препознаа студентарија како еден од главните чинители и главни канали за студентско информирање. Ни пристапија и ни рекоа: дечки, ве молиме, објаснете ја разликата помеѓу бројна трансакцијска сметка и бројна платежна картичка, затоа што многу студенти аплицираат со бројот на платежните картички. И ние поради ова ќе им ги одбиеме правото на стипендија, нели, нема да може да си го реализираат. Така што бевме доведени во ситуација 2-3 години да ја објаснуваме постојано таа разлика, да ги подсетуваме. Денеска немаме повеќе такви ситуации, годинава не сме имали ниту една таква ситуација, што значи дека нели одиме во правилна насока, но финансиската едукација, ова не е вина на студентите. Не е вина никако на студентите, апсолутно се сложувам. Вина е на образовниот систем. До 18 години апсолутно треба некој по било кој предмет да ни каже: дечки, ова е картичка, овој број е дел од, да кажеме,
вашата картичка и да се користи при онлайн плаќање, веројатно и затоа студентите мислеле дека можат дека тоа е бројот што се бара, затоа што обично плаќаме со бројот на картичката Така е. и нели она позади кодчето што стои и датумот, додека кога ви бараат трансакциска сметка, за дали да ви легнат пари на сметка, дали да исплатите од таа сметка и така натаму, тоа се оние пластифицираните картички што ви ги даваат и најчесто почнуваат со тројка или со двојка броевите од сите картички, значи тоа е нешто кое што треба да го научиме во средно, според мене. Па и во основно да ни го кажат, па во средно пак нема греда, зашто ќе знаеме пред да ја добиеме првата трансакциска сметка. Меѓутоа, не е тоа случај. Интересно ми е дека компаниите први го пофатија некако овој проблем и оваа потреба и се случи тоа да и вие имате соработка со Шпаркаса банка, една од поголемите банки во државата, да прави платформи за едукација на млади и нешто интересно ми беше кога ми кажа дека баш од вашата интеракција и произлегле дел од идеите во оваа насока. Колку е важно компаниите, институциите и сите останати, ако веќе го немаме тоа образование во образовниот процес, да инвестираат во ваква поддршка на младите. Така, морам да кажам дека Шпаркаса банка ни се едни од најдрагите соработници и едни, впрочем, од соработниците со кои што имаме ние најдолга соработка. Соработката ни почна во времето кога субвенционираниот студентски оброк, тоа е државна мерка, за оние кои што не знаат, за студенти добиваат средства на неделна основа за оброци за целата недела. Кога оваа мерка почна да се спроведува преку Шпаркаса банка, значи Шпаркаса банка стана партнер на Министерството за образование и наука за носење на платниот промет и изработка на посебни наменски дебитни картички за оваа намена, за да плаќаат кога ќе купуваат оброци. Претходните години, додека функционираше мерката, ние имавме навистина сериозен проблем кога некој студент ќе се соочеше со некаков предизвик во делот на аплицирање за субвенциониран студентски оброк, во делот на исплата за субвенциониран студентски оброк, па некогаш не им стигаат средствата на време, кај некого доцнат 7 дена, кај некого на крајот на месецот стигнува и така натаму. И ние мачевме за да воспоставиме добра соработка со Министерството за образование и наука, затоа што ова е нешто кое што студентите го добиваат нели секој месец и редовно имаше проблеми кај некој. За тоа е потребна брза комуникација, а сето тоа одеше толку тешко со една државна институција. Мене ми е многу драго што кога Шпаркаса банка стана партнер во ова државна мерка, истовремено стана партнер и со нас и ја препознаа студентарија како главен канал преку кој што треба да се комуницираат работите поврзани со платежните картички, така што во изминативе 2 години мислам дека имаме одлична соработка во овој дел, затоа што кога и студентите да се соочат со некаков проблем, ние веднаш ги канализираме таквите проблеми до банката и од каде што веднаш нели има соодветен одговор. Значи без разлика дали пак ќе кажам станува збор за апликација за оброк, дали на некого средствата не му стигнали или си ја загубил картичката или не може да најде нешто, брзи сме и ефикасни заедно со Шпаркаса банка, така што веднаш пренесуваме до нив, тие реагираат и ќе ни дадат некаков одговор, но и доколку банката смета дека има нешто важно кое што треба да го проследи до студентите, го прави тоа преку студентарија, ги добиваме ние брзо информациите и веднаш ги проследуваме до студентите, така што навистина ми е мило што сме воспоставиле таква соработка, бидејќи субвенциониран студентски оброк е важна мерка од делот на студентскиот живот и мислам дека ја тераме супер. Искоординирани сме, брзи сме, ефикасни сме, тоа е добро и за нас секако и за студентите. Во делот, она што сакав да го кажам е дека главните финансиски лекции кои што ги учиме ние додека се студенти, она што јас сметам дека треба да биде прва финансиска лекција за сите студенти е да научат како да заработат. Значи за да можеме да зборуваме ние за други финансиски термини потоа како буџетирање, како штедење, како инвестирање и така натаму, ние прво мораме да имаме приливи на нашите трансакциски сметки. Секако, тоа е најважно и најубаво е кога ќе ти дојде прилив и како да тие пари брзо. И тоа е битна лекција што треба да се научи. Не знам што ти била прва работа, меѓутоа мојата прва работа беше хонорар и неколку пати сум спомнала кој што беше во тоа време некои 14.000 денари, нешто такво ситно и му кажувам на мојот татко и он ми вика супер.
оди, работи, ама ќе видиш и колку малку се тие пари што можеш да купиш со нив, за понатаму многу да научиш и да се цениш и работата и колку време се посветуваш на нешто, но на првата работа веројатно треба да научиш како да имаш прилив и што да правиш со парите. Кажи ми, во однос на тоа, давате ли совети некакви за млади, за како можат да заработат и кои се сите опции на пазарот за прва работа? Да, интересно е, мислам, важно е да се посетиме дека еден од главните приливи на студентите, финансиски приливи, доаѓаат од џебовите на родителите, кои што ги финансираат студентите, и тоа е во ред и всушност е уште повеќе значи дека студентите треба да бидат внимателни и одговорни за тоа како ги трошат тие пари, затоа што нели не се нивни, но секако другиот начин на стекнување на приливи е истите да се заработат. Што може да работи еден студент? Затоа што го нема целото време на светот. Така е, заработката доаѓа од проактивноста. Значи можностите нема да ни тропнат на врата или нема да паднат од дрво. Да, постојат многу можности. Јас стојам на тоа дека секој може да најде работа. Ете, ти спомна што си работела ти додека си била студентка прва работа. Јас во втора година, тоест во прва година, кога дојдов во Скопје, најдов работа во кафич во близина на студентскиот дом каде што престојував. Работев неколку месеци. Во втора и трета година работев продажба и маркетинг. Во меѓувреме се градев и како новинар, затоа што нели работам и како новинар, така што се постигнува и си има време за секога се сака. Да. Младите денеска не само што ги имаат сите овие можности, една многу добра програма што им е достапна на сите, се на пример Work and Travel програмите за летна студентска работа во Германија, во Соединетите Американски држави, во Хрватска, она што е сега во последно време многу поактуелно. Си работиш, не знам, од 2 до 4 месеци, освен тоа што работиш, истовремено и ќе си се прошеташ, ќе видиш друг дел од Европа или од светот и потоа ќе си дојдеш дома и ќе си имаш за трошење за цела година. Така што ова е супер начин на заработка и како некој што како студент не ја искористил оваа можност, ова ќе биде уште еден совет или лекција од мене, искористете ја ваквата можност, затоа што од ваква програма има само придобивки, нема лоши работи. Така и голем дел и од основачите на Змај, на здруженијето со кое што го создаваме ова, токму на тој начин ги направиле своите први заработки преку работа во странство, па потоа со тие средства отпочнале нешто тука. Доброто е што ако во наше време немало многу можности за работа во Македонија, сега и такви можности има повеќе. И тука може да се заработи, дури и за сезонска работа во нашите туристички центри има можности. Меѓутоа, кога прв пат ќе заработиш, најчесто ќе донесеш и некои малку погрешни одлуки како ги трошиш парите, ама не е лошо младите да се информираат. Супер се и платформите што ги создада од Шпарка се за ова, значи Vibe и Vibe Edu и Vibe Up. Така, иста едукација и мислам дека и вие доста зборувавте за овие платформи. Има ли реакција од страна на студентите за чисто каде може да најдат информации, каде се овие платформи кои што ги споделувате и слично? Сега како студенти кои што поранешни студенти сега дипломирани, нели, кои што го испоминале патот на финансиски предизвици, справување со финансиските предизвици и слично, многу добро, многу ни е јасно колку е важно да се отвараат ваквите теми и ова е нешто што ние се трудиме да го правиме и да го покриваме што повеќе, затоа што финансиската писменост и едукација во случај кога системот ти потврлил, како што спомнавме нели во делот со разликата помеѓу трансакцијска сметка и бројна картичка, тогаш мора да се најдат алтернативни начини и за среќа да имаме иницијативи и платформи во Македонија кои што го нудат тоа дополнително целосно бесплатно. Една од тие платформи е Vibe Edu, платформата на Шпарка се банка, која што нуди курсеви на неколку теми во однос на личните финансии, во однос на почнување свој бизнис или почнување стартап. Значи има, не знам, десетици лекции до кои што пристапот е бесплатен и она можеш да се информираш буквално за секој момент, од делот на лични финансии, како да заработиш, неколку совети, потоа како да штедиш, како да буџетираш, како да инвестираш, во што е добро да инвестираш. Да, јас ги прочитав делот тие лекции баш и кога ги правевме советите финансиски за емисиите што ги правиме во соработка со нив и навистина има доста ресурси. Некогаш нели треба време да се одвои за ова, ама тоа време барем во финансиската едукација се исплати на крајот на денот.
Тоа е инвестирање во Да. иднината, едноставно ќе одвоиш. Јас на пример, јас ги следам курсевите затоа што ми се навистина интересни и корисни. Ги следам да речеме по 40 на минути секој ден. Таму дури можеш те прашува системот колку време во текот на денот сакаш да учиш и ти ќе си кажеш колку имаш слободно, половина час, 1 час, 2 часа и според тоа ќе ти нуди после курсеви од каде да почнеш, но пак ќе кажам се навистина корисни. И секако ќе повторам дека тука потребно е прво нели студентите да добијат приливи за да потоа можат да ги практикуваат и они други финансиски теми како штедење, буџетирање и слично и така натаму, додека Vibe App платформата која што спомна и која што исто така е многу интересна, таа е за кариерен развој. И таму студентите можат да се стекнат со меки вештини како комуникација, не знам, дизајнирање и слично. Има многу интересни курсеви таму, така што препорака до гледачите да дзирнат, мислам дека секој ќе си најде понешто за себе. И пак ќе се наврата, мислам, затоа е важна соработката која што ние имаме на пример со Шпарка се банка, бидејќи тоа не е соработка каде што ние само канализираме некаква промоција на некакви услуги на банка и слично, туку станува збор за многу брзо откако почнавме да соработуваме, ние сфативме дека делиме исти вредности со банката, а тоа е да ги поттикнеме и да ги охрабриме младите, односно да им помогнеме да си создадат подобра иднина за нив. Тоа сакав да го зборуваме затоа што кога веројатно и вие имате сличен пристап и ние, кога бираме партнери, сега си ги испофаливме во случај Шпарка се, ама еве соработуваме и ние вие и со други компании, кога се бира партнерот, колку е важно на компанија, особено во кога сакаш да создадеш публика која што ти верува. Колку е битно да избереш и партнер на кој што твојата публика може да му верува. Затоа што предпоставувам, не знам како е кај вас, ама ние сме имале понуди кои што не биле баш, да кажеме, позитивни или од страна на компании кои што можеби ќе направат штета кај публиката повеќе отколку добро. Колку е битно да се одбере таков добар партнер, но и колку е битна пак поддршката од компаниите кон платформи како Студентарија со цел да си создадат публика и доверба кај, да кажеме, таа таргет публика, ако нели се млади, тогаш да биде Студентарија, ако се повозрастни, професионалци и така натаму, да биде нешто во што веруваат. Како ви оди тој дел? Ги бирате партнерите, вие според тоа колку се добри или пак ако веќе дојде некој партнер, велите во ред да ќе соработуваме, меѓутоа си знаете и самите дека го правите тоа за да можете долгорочно да создавате публика, бидејќи секој медиум си бара финансирање, вложување, снимање, присутност и така натаму. Многу сме внимателни во бирањето на партнерите, затоа што публиката многу активно следи што објавувате. Младите не се некои кои што ти ќе можеш многу лесно да ги залажеш и многу лесно препознава квалитетна содржина и содржина која што е објавена туку така, не знам, само чисто за промоција или изфорсирана, објавена со сила. Така што ние речиси секојдневно добиваме најразлични понуди за соработка, но како што кажав, прибирливи сме, затоа што си ја почитуваме публиката. Ние нашата публика не ја гледаме како некој кој што е дистанциран од нас, па сега ние тука треба да му продаваме некакви лекции, туку едноставно не ги гледаме нашите следбеници како публика, ги гледаме како заедница. Значи содржините на Студентарија ние не ги создаваме сами како креатори на содржини на Инстаграм, туку ги создаваме заедно со публиката. Она што е главен адут, би рекол, што го има Студентарија, е довербата која што ние сме ја стекнале од страна на публиката. А таа доверба не се гради преку ноќ и не се гради брзо, потребно е време, секако потребно е трпение и се гради нели долгорочно. Така што мислам дека нашата публика ни верува доволно за да знае дека она што ние го објавуваме е внимателно проверено нели и потоа им е представено на нив. Зборувавме нели за онаа разлика помеѓу следачи, следбеници или прегледи и публика која што ти верува. Вие често добивате директно од публиката, да кажеме, проблем, ситуација, потреба нешто да се објавува, еве примерот беше со картичките, потоа со студентските домови и така натаму. Колку е битно да изреагирате на тие барања? Да кажеме да не им ги оставите на син во инбокс и ништо да не направите околу тоа, од една страна, ама од друга страна па како ги проверувате сите овие работи што ви доаѓаат, затоа што секој може да пише во инбокс и да рече јас сум студент и ваков проблем имам.
сме се соочували со ситуации кога сме добивале навидум на прв поглед некакви драматични ситуации, но после дополнителна проверка сме сваќале нели дека работите и не се баш така како што ни било пријавено. Како ги проверуваме? Јас сум новинар, ги проверуваме новинарски. Кодексот на новинарите на Македонија вели дека треба да се објавуваат точни и проверени информации, по можност да бидат стекнати преку најмалку 2 меѓусебно неповрзани извори. Кога постоите 7-8 години, кога ве знаат студентите, многу е полесно да добивате точни и прецизни информации, затоа што публиката ве познава. Вие си ја познавате публиката и публиката ве познава вас. Кога ќе се станува збор за проблеми во академската заедница или во студентскиот живот, најчесто се случува во еден ист момент, да речеме во време трајање од 1 час, да ни пишат 10 студенти за некој сличен проблем, и во такава ситуација ти сваќаш дека тоа не е организирано, туку дека навистина постои некаков проблем, дали е на факултет, дали во студентски дом, дали со некој професор, дали со Министерството за образование и наука. Но потоа секако си имаме и наши методи, проверуваме дополнително секако и со институциите кои што се засегнати, дали тоа ќе е студентски дом, дали тоа ќе е некоја институција, дали ќе е некој факултет. Во соработка сме секако и со студентските организации на факултетите, така што доколку е нешто од тој домен ги контактираме и нив. Гледаме да прашаме повеќе страни пред да објавиме било што и не објавуваме било што. Нашата публика тоа многу добро го знае, затоа што ако почнеш да објавуваш нешто што е шпекулација или што не можеш да го потврдиш, ќе објавиш еднаш, ќе објавиш втор пат, ќе објавиш трет пат и публиката тогаш повеќе нема да ти верува и она што го правиш едноставно нема да има никаков импакт, ќе изгубиш довербата, а довербата е она. Како приказната со овчарот и волкот, каде што на крај некој не му верува. После 3 пати лажна тревога, тоа е многу опасно дека може да се случи на социјален медиум, затоа што среќа што ти си новинар па знаеш да проверуваш, меѓутоа се случува некогаш искрено да бидат излажани дигиталните медиуми и заради желба да се добијат одредени следачи, лајкови, да се објавува нешто, но нели третиот пат кога веќе 2 пати била лажна тревога е проблем. Тоа е еден од најголемите предизвици на социјалните мрежи денес, што мислам дека контент креаторите или креаторите на содржини некако како да почнуваат да ги заменуваат новинарите и традиционалните медиуми, што е доста сериозно. Мислам, зборувам од аспект нели на новинар, затоа што некој што има публика и што не проверува како што тоа го правиме ние, се што ќе му стигне во инбокс ќе го објави без да се осигура дали е точно, и он ќе напише не сум сигурен, но тоа и тоа стигна до мене. Мислам дека не сваќаат ниту креаторите, ниту младите колку е сериозно тоа. Кога не се објавуваат релевантни информации, односно кога се објавуваат дезинформации. Тоа е многу опасно за целото општество и може да создаде нели раздор помеѓу заедниците и секако и во нашето општество, така што мислам дека сите креатори треба да бидеме свесни за оваа одговорност и треба да проверуваме што ни стига, но довербата пак ќе кажаме е онаа разлика помеѓу тоа да имаш десетици илјади следбеници и да имаш публика или заедница. И многу ми е драго што студентарија има ужива доверба од страна на својата публика. Така е, меѓутоа мислам дека дел од инфлуенсерите се некако и неспремни за оваа улога. Граделе публика, заедница, да кажеме заради парчиња облека, што ги носат и така натаму, и во даден момент некој им пристапува со одреден проблем и сакаат да го споделат, а не знаат како да го проверат. Треба ли да учат новинарство? Може би, затоа што во твојот случај случајно дошло да ти си новинар, а создаваш еден доста влијателен профил, медиум или заедница. Треба ли може би овие правила новинарски некако да се споделат со сите што се контент креатори, барем оние основните за проверка на факти, проверка на информации и слично. Така, добро е, да. Имаме, мислам дека неколку организации во Македонија работат имаат некакви програми или обуки за проверка на факти и за тоа како да се информира, и мислам дека е добро инфлуенсерите или креаторите на содржини да проследат по некоја од овие обуки. Она што е добро е што гледам дека во последно време почна да се зборува за регулација на инфлуенсерите во Македонија. Ова е нешто што Тоа е добро или лошо? Јас сметам дека е добро и дека е потребно, затоа што како што се регулирани телевизиите кои што имаат илјадници гледачи, така и дел од контент креаторите имаат илјадници луѓе кои што ги следат секојдневно, така што не можеш ти што и да ти текне да објавиш, затоа што многу од таквите лажни информации се шират нели и намерно со цел да се создаде некаква поделба, некаков раздор, се имаат секако задни намери, така што дефинитивно
Треба да има нели некакви правила за тоа кои инфлуенсери ќе бидат регулирани, но ние стоиме цврсто за тоа дека треба да бидат регулирани. Така, покрај моќта на инфлуенсерите, на интернет има моќ на едни интересни содржини, на мене ми се омилени, значи покрај смешните рилови, кои што сите ги сакаме и се супер, постојат и мемињата. Која е моќта на мемињата да пренесат информација денеска? Јас имав многу откачена ситуација со мемиња, ќе ја кажам после, ама еве и вие имате супер пример каде што со споделување на мемиња буквално менувате состојби во општеството. Може ли малку да зборуваме за мемињата како канал воопшто на и медиум на пренесување на некоја информација, брзо, јасно, точно и хумористично и лесно за споделување? Така, затоа кажав дека мемињата допираат преку срцето, односно допираат до емоциите, освен тоа што ги користиме за сите студенти да си се поистоветуваат со смешните и забавни ситуации во кои што се наоѓаат додека се студенти. Ние мемињата многу често ги користиме, ако објавиме некој новинарски текст или новинарска сторија со некаков проблем за студентите, а потоа ефектот го засилуваме преку создавање на мемиња за ваквите стории. Затоа ти рече текст и меме заедно. Така, затоа да. Бидејќи на тој начин стануваат мемињата, ги понесуваат виралните бранови на интернетот и новинарската сторија или пораката што си сакал да ја упатиш ти како новинар преку сторијата, преку мемето ќе стигне до многу повеќе луѓе. Например, некој ќе го види мемето и ќе рече чекај да видам зашто станува збор, ќе отвори например на студентарија, ќе види линк до новинарската сторија или објава која што сме ја креирале според новинарската сторија и ќе се информира повеќе и на тој начин сторијата добива поголема видливост и многу е поголема веројатноста дека ќе постигне некаков импакт. Ние сме имали ситуации кога навистина мемињата што сме ги објавили и создале на студентарија направиле промени некакви. Ќе споменам неколку. До минатата година Министерството за образование и наука, сега ги спомнувам многу пати, но студентите знаат колкав проблем и предизвик знае да биде комуникацијата со оваа државна институција. Па и веројатно најмногу вие морате да комуницирате со ова министерство, така што надлежни се за студентите, логично е, да. Постојано доцнеше со исплаќање на стипендиите. Стипендиите се исплаќаат секој месец и министерството доцнеше. Некогаш се случуваше и по 2 или 3 месеци да не ги исплатат стипендиите. И кога доцнеа, ние на студентарија ќе направевме некое меме во кое што малце ќе ги допреме на некаков начин, нели со цел да предизвикаме некаква емоција и кај они што не следат и кај они што се одговорни за спроведување на мерките или исплата на стипендиите. Така што таквите мемиња стануваа вирални и стигнува до Министерството за образование и наука, па сме имале ситуации кога вработени од таму не ги праќале мемињата со прашалник, пример, зашто сме објавили и слично, но она што е добро е што еден ден или 2 дена откако ние ќе ги објавивме мемињата, веднаш се исплаќаа стипендиите. И сето тоа доведе до момент да студентите почнаа да ни пишуваат секој месец: "Еве, молиме, објавете меми или објавете нешто, затоа што додека вие нема да објавите на стори, министерството нема да ги исплати стипендиите." Така што ова го најдовме како начин да пробаме да потикнеме министерството, да го потикнеме поскоро да почне да ги исплаќаат стипендиите. Добро е дека и одговарале на тоа сепак, затоа што многу често гледаме институции кои што се однесуваат како да се глуви на тоа што се случува во јавност, ама добро е дека во вашиот случај не било така, односно реагирале на вашите мемиња, тоа што треба да дојде до меме, треба да го дискутираме, меѓутоа генерално добро е дека сте направиле промена со тој меме активизам. Така, меме активизам, да. И денес имаме министерство кое што барем оваа година навреме ги исплаќа стипендиите, се надеваме дека ќе продолжи така и натаму. Имало многу други ситуации, например, не била искосена травата во студентскиот дом Стив Наумов, па ние ќе објавиме некое меме затоа што почна да се појавуваат змии во студентскиот дом минатата година, откако ќе објавивме требата уште истиот ден ќе се искосеше и слично, така што публиката не научи дека комуницираме преку мемиња, институциите кои што ги диркаме исто така научи дека комуницираме преку мемиња и на тоа е еден од начините како ние се трудиме да ги држиме да бидат одговорни за работите за кои што ние ги притискаме нив. И ChatGPT научил дека се комуницира преку мемиња. Имав интересно искуство, веројатно како и целиот свет, и јас го прашав дали ќе го освои светот, секако рече не. Секако не знам дали е заверување таа работа, да не уживајте си. Океј сум, нема да го освојам светот. Роби, ти не слушај. Ама генерално
кога го прашав во таа насока, вика, добро, еве, ако го освојам светот, каков би сакала ти да биде? И не знам, му кажувам, па би сакала да има вакво образование, такво здравство, не знам што и како. И генерално ми одговара ChatGPT и ми вика, добро, ако сакаш ли да ја создадеме оваа твоја утопија во форма на полисис или на политики, или во форма на мемиња? И ја викам, окей, добро, значи не е нешто што ние го пофаќаме сега, туку веројатно тоа што пребарува толку многу на интернет и собира извори, дури и вештачката интелигенција научи дека мемињата се добар извор на информации. Сега во однос на вештачката интелигенција, мене ми е секогаш многу интересен овој бив помеѓу студенти и професори. Професорите некако не сакаат да се користи вештачка интелигенција во работата на студентите и така, и ретки се оние примери кои што можеби на технички понапредните факултети сакаат да се користи ChatGPT, а од друга страна студентите го користат за се нешто. Што се случува во делот на вештачка интелигенција, студенти, факултети и слично? Неодамна направивме анкета за ова прашање за да видиме дали колку го користат студентите и ќе ги споделам резултатите сега. 85% од студентите рекоа дека или секојдневно или по потреба користат ChatGPT и слични AI алатки. 45% рекоа дека секојдневно користат, а 40% рекоа дека користат повремено кога им треба. Додека останатите 15% рекоа дека користат или многу ретко или воопшто не користат, но од сите 6000 плюс луѓе што одговорија на анкетата, само 6% рекле дека воопшто не користат ChatGPT и слични или AI алатки. За начините како се користат, да, ако зборуваме за академските обврски, најчесто ги користат за да им се појаснат некои концепти што ете можеби не им биле доволно јасни од учебникот или од професорот, или за да побарале или дополнителни примери за да подобро го разберат тој концепт. Но секако имаме и студенти кои што го користат за помош при изработка, не знам, на семинарски трудови, на дипломски трудови и слично. Она што е позитивно што ние го гледаме како позитивно во целата оваа анкета е што на прашањето дали им верувате на информациите од ChatGPT и другите алатки за генеративна вештачка интелигенција, најголем дел, мислам дека околу 70% одговорија дека делумно им веруваат, но дополнително проверуваат, така, што само по себе говори за свесноста која што младите и студентите како генерација која што сега се развива со вештачката интелигенција е свесна за можностите што таа вештачка интелигенција ги нуди. Исто така имавме едно прашање дали професорите го отвораат прашањето за вештачка интелигенција на нивните предавања, и тука имавме многу интересни одговори каде што 40% од прилика рекоа дека активно зборуваат со своите професори на оваа тема, додека останатите имавме околу 25% кои што рекоа дека повремено се спомнува темата вештачка интелигенција, а исто така 25% рекле дека воопшто не се спомнува таа тема на факултет, и ова е нешто што е погрешно и што така секако зависи од професорите. Така што имаме од една страна студенти кои што се свесни за можностите на вештачката интелигенција, да, секако ќе има злоупотреби. Тоа имаше еден интересен одговор од еден студент кој што имаше пишано: ножот е алатка која што може да се користи за добро и за лошо, така што и вештачката интелигенција е алатка која што некој ќе користи така како што треба за она за што е наменета, а некој ќе злоупотребува, и ова баш ја мислам доловува суштината. Но драго ми е што имаме генерација. Имавме тука гостин кој што за огнот го каже истото, дека со оган можеш да се затоплиш или да се изгориш, ама мора добро да се користи или да сготвиш. Подобра споредба од ова со можот, да, во секој случај. Како и да е, двете се точни. Така што веројатно тука предизвикот е како што повеќе професори да станат свесни за можностите што ги нуди вештачката интелигенција, затоа што некои студенти рекоа дека професорите дури ги укинале семинарските работи затоа што им велеле: знаеме дека ќе препишете од вештачка интелигенција. На некој начин некако се дистанцираат од неа, се плашат од неа, а студентите напротив се многу свесни за тоа како треба да ја користат. Нели најголем дел од студентите, како што кажав сега, да не генерализираме, но во делот на пример со трудовите и со семинарските, за мене поголем проблем на пример од вештачката интелигенција е тоа што ние ден денес имаме
бизнис со пишување на семинарски трудови кој што функционира безпрекорно, кој што си функционира со Уште години малку успешно. ќе пофати после ChatGPT се да Па не пофаќа, очекувањата Не? се нели дека ќе пофати, Да. но секојдневно ете на студентарија на пример, исто така речиси секојдневно не заследуваат најразлични профили кои што нудат изработка на дипломски трудови, на семинарски работи и слично, и дури ни нудат соработка, ни велат ајде промовирајте не, им помагаме на студенти и слично. Мислам за нас Тоа тоа не е е помош. сериозно не со извичник, и на почеток влегувавме во дискусија со нив за да им објасниме дека ова представува подкопување на образованието, затоа што за ти да стигнеш до некаде треба да вложиш труд, а не да му дадеш на некој друг да ти да ти заврши нешто кое што е дел од твојот образовен процес. Но како што бројот на такви профили се зголемуваше, затоа што, ете повторувам, секојдневно не заследуваат вакви профили, а едноставно се откажавме и веќе не им ни одговараме на пораките, но можам да кажам дека ете на студентарија никогаш нема да се најде ниту една содржина која што ќе ги промовира ваквите страници, туку напротив ние активно се бориме против тоа. Вештачката интелигенција не е запишување на семинарски труд наместо студентот и не може тоа да го направи. Не може да му речете напиши ми, ќе напише нешто, ама ќе го напише многу лошо. Дури и да одлучи некој човек да пишува со помош на вештачка интелигенција, мора да дојде од него и тоа е многу битно. Не мислам дека е добра пракса воопшто, ама мислам дека е па многу погрешно што професорите го исклучуваат затоа што не го исклучивме Google кога излезе како платформа, не исклучивме Википедија која што нуди многу информации во однос на кои што се користат во образовниот систем веќе со декади. Така што нема зошто да го исклучиме ни ова, само треба да се најде начин како ќе работиме со него. Ние имавме интересни соработници, универзитет од друга држава кој што има цел смер за вештачка интелигенција и медиуми. И има еден од посетените смерови од страна на студенти затоа што е многу интересен. Интересно е да учиш на кој начин, не знам, ќе биде вклучена, како може да се користи во правење и креирање на медиумски содржини. Така што мислам дека не треба дефинитивно да се откажеме целосно од тоа, а и самите генерации се менуваат и тоа треба да го прифатиме, дека секоја следна генерација ќе работи со различна технологија од таа што до вчера се користела. Така што ако професорите читале на Википедија одредени информации, па понатаму ги пребарувале или купувале книги, еве сега ќе користат студентите ChatGPT или која и да е друга алатка, премногу го испромовиравме, која што ќе излезе во иднина. Како се менуваат во однос на тоа, еве ти што си го видел во последните 8 години, најмалку 2 пати од прва до 4та година имате поминато цели генерации на студенти и многу други измеѓу. Како се менуваат генерациите и дали се менуваат? Дали се вистина оние стереотипи дека стануваат помрзливи или не знам? Не мислам дека стануваат помрзливи, дека се менуваат, тоа е факт и тоа е природен тек на работите. Само сакам да се навратам, ако сме нашле начин како да се проверат плагиатите од Википедија преземени за пишување на трудови, може да се најдат и за проверка на оние од алатките за вештачка интелигенција, кој што ги има многу, да ќе биде потешко, но веќе имаме и на глобално ниво и на регионално ниво стратегии и алатки кои што се прават нели за да се откриваат вакви плагиати, така што нашето високо образование колку поскоро се вклучи во ова трка за едуцирање и колку побрзо ги прифати ваквите нови алатки, толку ќе биде подобро и за квалитетот на македонското високо образование, секако и за самите студенти. Генерациите, да, како што кажав, нормално да се менуваат и се менуваат. Не мислам дека младите се мрзеливи, ако, ете, например, спомнавме тема финансиска писменост, порано за нашите родители, например, она од кое што тие се воделе во делот на финансиите било дека парите нели треба да се штедат и дека тие имале тенденција кон малку подолгорочно останувале на едно исто работно место, се врзувале за едно исто работно место. Например, сега со денешните генерации кога ќе се дипломира, па и дури нели ако се работи за време на студиите, многу побрзо се менуваат тие работни места, многу пократко трае задржувањето на младите работници на одредено работно место, затоа што младите не бараат веќе само работа, туку бараат работа која што ќе им одговара, која што ќе ги мотивира, која што ќе ги инспирира, која што нема да им биде досадно. Сега да, нели сите знаеме колку е тешко што и да работиш, секако е тешко, но младите се свесни и за тоа. Едноставно мислам дека работодавците треба да ги следат
промената на навиките кај младите генерации кои што ги имаме, и ова важи и за делот, нели, финансиските навики, и за делот со пронаоѓањето работа, студии и така натаму. Така што ворете да се менуваат работите и генерациите, треба да ги следиме и да се адаптираме на нив. Исто, Така е, но дали може секогаш да ти биде интересно? Мислам дека социјалните медиуми влијаат на тоа да ние сме навикнати цело време да биде нешто преинтересно. На работа 90% или барем 50% од деновите, дури на нашите работни места каде што јас барем верувам дека на вистина интересни позиции сум имала во животот, 50% ќе биде досадно, 50% ќе биде напорно, ќе биде повторување некогаш на истото, враќање на истиот, да кажеме, дизајн да се подобри 10 пати, враќање на истиот прилог да се прегледа 100 пати, на истата епизода да се преслуша 100 пат, и тоа не е интересно. Дали е реално очекувањето дека секогаш треба секој ден постојано да ни биде нешто вау интересно, или можеби треба да се работи на очекувањата во тој поглед, дека за да направиш ти нешто совршено, дори совршен филм и најкреативната работа, некогаш треба да биде повторувачки процес кој што бара многу време и е многу досадно. И многу работа. Можеби требаше да кажам дека треба, нели, да се сакаат работата наместо дека треба да им биде постојано цело време интересно на работа. Мислам, ти една серија која што ти е интересна да почнеш да гледаш, нема секој епизода да ти биде интересни, сите делови од епизодата да ти бидат интересни, така е. Ова е прашање кое што веројатно HR советниците треба би го одговориле многу подобро, ќе поканиме таков следниот. Е така, кој што ќе зборува за ова е нешто навистина важно, затоа што гледаме навистина големи флуктуации и промени во работната сила, дури кај нас, нели, во Македонија. Но да, и младите дефинитивно треба малку да поработат на нивните очекувања, затоа што работа си е работа, но мислам дека работодавците може да создадат средини во кој што ете и младите работници, па и постарите, не само па младите, ќе добијат и систем за поддршка, и едноставно тие 8 часа или колку и да се што ги поминуваат во канцеларија да им бидат поудобни и полесни за поминување. И пријатни. Никогаш е убаво да се излезе на работа. Многу малку зборуваме за тоа колку е, барем за мене, навистина важно да излезеш, да дојдеш на работа, да бидеш меѓу луѓе, да работиш со луѓе со кои што ти е пријатно да работиш, да се насмеете, да стресот на работа да го поминете некако заедно. Мислам дека има и добри работи, дефинитивно компаниите, особено во Македонија, можат малку повеќе да поработат на оваа страна и треба. Тоа ќе се случи апсолутно. Дали се чувствувате како инфлуенсери во студентарија? Бидејќи сте на Инстаграм, имате многу следачи, имате многу лајкови, споделувања и се останато. Дали вака кога ќе ти кажат инфлуенсер, повеќе се чувствувате како инфлуенсер или како новинарска некоја организација студентска? Мислам дека најдобро се идентификуваме како заедница, заедно со нашата публика. Пак ќе кажам, ние не ги доживуваме нашите следбеници како публика, ги доживуваме како заедница. И сега во рамки на таа заедница сватила дека нели содржините кои што ние ги објавуваме се добри за нив и може да им веруваат, тогаш доаѓаме до ситуација во која што, пак ќе се навратам на тоа дека ние ги создаваме содржините заедно со студентите. Кога и да имаат проблем, студентите ќе ни се обратат, ние ќе го подистражиме тој проблем, ќе објавиме нешто на стори, некоја анкета, некои question sticker за да поставуваат прашања или да ни даваат одговори и слично. Многу често и добиваме предлози, на пример, студентите на неколку факултети имаат, да речеме, бесплатна можност за бесплатна психолошка поддршка, така што повремено некои студенти ќе ни постават прашање или ќе ни кажат: приметив моите колеги се малку анксиозни сега со ситуацијава со ова што се случи, ајде ве молиме ако сакате потсетете ги дека имаат можност на бесплатна психолошка поддршка во рамки на академската заедница и слично, така што тука сме да постојано се градиме и растеме заедно со целата таа наша студентска заедница. Во Македонија има 52.000 студенти. Ова се официјални бројки од претходната академска година, а студентарија има речиси 50.000 следбеници, така што мене ми е многу драго што горе-доле мислам дека најголем дел студентската заедница не следи. Сега кога имаме и вечни студенти и студенти, да, но студентарија наменета за сите студенти, и за оние вечните, и за мрзеливите, и за амбициозните, и за оние кои што влечат предмети со рокови и со години,
и така натаму, но Јас сега запишав магистерски, па може да влезам во таа категорија на студенти, ама реално ве следев кога никако не студирав, завршена со студии со се, никако ми беше интересно и гледам дека и дел од оние mutual followers што ги имаме се практично луѓе кои што не се веќе воопшто во образовниот процес. Не знам каква вредност добиваме, претпоставуваме мињата што те враќаат назад на студентските денови. Драго ми е што е така, затоа што првите следбеници што студентарија ги доби во 2017 година, а затоа што нели тогаш следиш активно секојдневно колку луѓе те заследуваат и некако и мињата и юзернеймот им го паметиш нели уште веднаш затоа што биле дел од твоите први не знам 50 или 100 следбеници. Многу ми е драго кога и ден денес ќе видам дека голем дел од тие од 2017 година, значи поминати се 8 години од тогаш, се уште не следат и се уште се ангажираат со нашите содржини, лајкуваат, коментираат, некогаш поставуваат прашања и слично, што ето укажува дека ние сме студентска платформа, но содржините и темите што ги покриваме ете како делот со финансиска писменост, финансиска едукација, ментално здравје, вештачка интелигенција и слично се важни за широката младинска популација, не само за студентите. И за оние што се за секогаш млади. Не се зезам, ама стварно добро некако се вклопи таков профил кој што се фокусира баш на младите како први во дискусијата, нешто што недостасуваше, таков младенски глас кој што има сериозен опфат. 50.000 луѓе веќе тоа значи телевизиска содржина на некој начин има како тежина, така што мене ми е многу интересно тоа што го направивте. Кажи ми, на TikTok сте присутни, ама не сте толку многу присутни како медиум, односно не е тој толку моќен. Нема доволно млади на TikTok, не следат толку многу или овие теми вие што ги пофаќате подобро поминуваат на Instagram? Нашата публика е нашата заедница, ете погрешно употреби зборот публика, е навикната на содржините кои што ние ги имаме на Инстаграм. Значи ние сме присутни на TikTok, голем дел од нашите објави и видеа ги објавуваме таму, но некако начинот на комуникација кој што си го воспоставивме изминативе години со публиката, си го воспоставивме така што Инстаграм ете ќе биде центарот на нашата комуникација, затоа што таму можностите за интеракција со публиката се многу поголеми од она на TikTok. Да. Например, на TikTok имаме многу повеќе профили кои што имаат лажни имиња, односно на Инстаграм, она тагот тие со најчесто со име и презиме или името ќе си го ставиш и слично, на TikTok има многу юзернеймови со рандом зборови, карактери, цифри, букви и слично и е многу потешко да знаеш кој е бот во наводници, а кој е вистинска личност која што навистина има некоја намера. Таму е многу потешко, мислам дека да се потврдуваат ете дојавите за некои работи и слично. И затоа некако Инстаграм ни е комфорт зоната на студентарија, но активни сме секако на TikTok, активни сме ние и на Facebook, нели? Но пак ќе кажем Инстаграм ни останува центарот, така сме и познати како Инстаграм профил. Но ние се адаптираме на промените, така што ќе се фокусираме малку повеќе на градење на нашите содржини, квалитетот на содржините и на TikTok, затоа што сакаме ете има денешните студенти, голем дел од нив некогаш се присутни повеќе на TikTok отколку што се на Инстаграм, нели преферираат повеќе таков вид на содржини, така што сакаме вниманието сепак да им го свртиме кон нас и да ги однесеме на нашата Инстаграм страница. И како Инстаграм профил за студенти, што е најбитната работа за студентите во моментов? Што е она што најмногу го бараат како контент, најмногу коментираат и има најмногу интеракција? Не е една работа. Добро, ама ако треба да одбереш? Ако треба да одберам, може ли 3 да одберам? Да. Тоа ќе бидат, да, дефинитивно вештачка интелигенција, ментално здравје и финансиска писменост. Значи, ова се темите за кои што ете ни се отвараат дискусии во инбокс на нашите канали и ете ни бараат да пример да организираме и настани на вакви теми дека сакаат, не прашуваат пример од каде може да дојдат до повеќе сознанија или да потикнеме некоја дискусија јавна за вакви важни теми. И многу ми е драго што ете тоа се темите што ги интересираат нив, затоа што ете на пример ако земеме ментално здравје, предходно тоа, мислам, се уште е табуизирано, но ете полека почнува да ептене веќе и крената свесноста за таа тема. Огромна е разликата од порано до сега. Да, исто и финансиската писменост, и ете пак затоа тука ќе ја спомнам соработката со компании кои што работат на финансиска писменост и кои што ете имаат, ако системот не ти понудил соодветна финансиска едукација, ти имаш платформа Vibe Needle платформа која што ти нуди
детално да се запознаеш со најважните финансиски фрази и да стекнеш добри финансиски навики, тогаш тоа секако за нас како одговорни чинители за младите е добро да соработуваме нели со нив. И она што е број 1 најактуелно за студентите периодов и се во големо исчекување е се ваучерите за електронски уреди кои што државата им ги најави пред 7 месеци, но од тогаш се уште не објавила ништо ново и студентите, ова е прашањето кое што ние секојдневно го добиваме. Значи секој ден најмалку 10 на студенти ни пишуваат имате ли повеќе информации за ваучерите и слично, затоа што пак ќе кажам младите не се лажат толку лесно. И ако вие им кажете нешто дека ќе направите, тогаш ти очекуваат вие да си стоите на тоа. Така студентарија, например, ја стекнала довербата за младите. Ако сме кажале дека нешто ќе објавиме или ќе реагираме за нешто, тоа и го правиме. Ако студентите имаат некаков проблем и ни пишуваат за тоа, ние нема да молчиме, туку ќе реагираме. И сега кога добиваат постојано најава за нешто вакво големо и спектакуларно, ете веќе неколку месеци немаат никакви информации за оваа мерка и сега преку мемиња ние пробуваме да предизвикаме институционален одговор и да студентите што поскоро ги добијат тие ветени ваучери, затоа што академската година изминува за 1 месец или 2 ќе заврши. Така е. И оние кои што полагаат сега влегуваат во најтешкиот дел, да се завршат сите испити, да се фатат сите рокови, така што добра поента е дека ако на млад човек му се вети нешто, ќе се сети, ќе реагира, ќе бара, ќе си ги бара своите права и слично, токму пак студентите се доста активни во сите овие области, така што добро е што го спомна тоа, интересни се и темите вештачка интелигенција, финансиска писменост, и која беше третата? Ментално здравје. И ментално здравје како многу битна тема за која што се интересираат младите. Тоа е и нашето искуство исто околу тоа што е најгледано. Така што ептен се надавам дека ќе продолжите во оваа насока и дека ќе стигнете и до 100.000 вечно млади луѓе кои што ќе ве следат. Благодарам, Јована. Се гледаме. Се гледаме.